Мала е веројатноста Македонија во јуни да добие датум за почеток на пристапните преговори со Европската Унија, велат од Центарот за европски стратегии Евротинг. Според нив, земјава доцни на сите полиња. Дури не се формирани ни преговарачката структура, ни работните групи, кои требаше да бидат готови пред 6 месеци. Многу доцни ова. Значи, владата на својата седница на 31 јули 2018 година изнала дека ќе биде формирана преговарачката структура до 29 октомври 2018 година. Сега сме веќе април 2019 година. Немаме никакви податоци за тоа дали е формирана преговарачката структура, кои се имињата на тие луѓе кои ќе работат во работните групи и како тој процес се одвива. Значи не е транспарентно воопшто. Се уште е непознато кои административни кадри ќе бидат вклучени во преговорите и дали тие покрај бројните обврски во институциите би добивале дополнителен надомест за учество во работните групи. Бидејќи ако нема мотивираност, постои опасност од одлив на квалификуван кадар, алармираат од Евротинг. Велат стручните тимови не смеат да бидат составени од кабинетски службеници, бидејќи тие најчесто први заминуваат од министерствата при промена на министрите. Од друга страна проблем се и односите внатре во Унијата, особено противењето на Франција и Холандија на процесот на проширување. Шефот на мисијата на ЕУ Самуел Жбогар, предпазлив во оценките, вели се надевам дека ќе почнат преговорите во јуни. We are all focusing on the June council meeting with the hope that member states will decide to open negotiations with North Macedonia. Од друга страна, вчера лично еврокомесарот Јоханес Хан го урна владиниот оптимизам. Тој пред Комитетот за надворешна политика на Европскиот парламент изјави дека Европската комисија најверојатно ќе препорача подготвителна фаза на преговорите, а не преговори како што било случај со сите други земји кандидати досега. Овој процес според Брисел би траел подолго од 10 години.